Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитувана јавност, еве денес, само после неколку дена од кога на оваа собраниска комисија помина првата желба на Зоран Заев, неговиот извршител Тања Васич да биде уставен судија. Иако морам да заклучам, помина неволно од страна на колегите пратеници од власта, кои не кажа ниту збор за нејзе, ниту пак се појавија во собраниската сала во која што се дебатираше за овој кандидат, иако таа беше кандидат на пратениците од власта. Конечно на дневен ред денес дојде и предлогот за уставен судија, исто така втората желба на Зоран Заев, јавниот обвинител Љубомир Јовевски. И овдека не може а да не се искоментира дека станува збор за кандидати на власта кои што се искомпрометирани кандидати, а за тоа нема поголем доказ од фактот што власта, пратениците на власта кои што ги предлагаат овие кандидати, ниту еден не собра храброст, а слободно ќе речам дека најверојатно ниту еден нема ни волја да ги брани овие компрометирани кандидати за уставни судии, кои што се, за жал, желба на наредбодателот и оној кој што го направи, кој што ја направи најголемата штета во Република Македонија, буквално на секое поле, меѓу кои на полето правда, Зоран Заев. Така да, почитувани колеги, почитувана јавност, веќе е сигурно, комплетно, Уставниот суд на Република Македонија станува приватна фирма на Зоран Заев. За ова веќе нема ни што да се зборува и не треба да се зборува, затоа што е јасно на секој човек во Република Македонија, без разлика дали е политички определен или е политички неопределен, без разлика на која политичка гарнитура припаѓа, дали припаѓа на власта или на опозицијата, со тоа што оној кој што припаѓа на опозицијата има храброст и го кажува тоа гласно, меѓутоа се повеќе луѓе кои што ја поддржуваат и власта се охрабруваат и тоа го кажуваат гласно, дека изборот на Јовевски, односно соизборот на Јовевски, како извршител на Зоран Заев, земајќи ги во предвид и претходно избраните во овој уставен суд, Уставниот суд на Република Македонија станува целосна партиска испостава на Заев и СДСМ. За жал, оваа гарнитура, начело со Зоран Заев, зошто го потенцирам? Заради тоа што Зоран Заев е се уште на чело на СДСМ и на чело на владата, а за тоа впрочем сме и сите сведоци од она што го гледавме на медиумите последниве 2 недели, откако човеков повторно се појави во јавност. Целосно го фрли на маргините Ковачевски и впечатокот веќе сигурно е дека Ковачевски е само една кукла во рацете на Зоран Заев, кој што уште команда и најверојатно има агенда да уништи се во оваа наша држава Република Македонија. Како што кажа, улогата на Уставниот суд е целосно девалвирана и еве веќе кога ќе се доизберат уставните суди, слободно граѓаните на Република Македонија може да сметаме дека во нашата држава уставен суд нема. Уставниот суд, како што кажав, е испостава на СДСМ во која одат суди и обвинители кои ги извршуваат и ги извршува во овие 6-7 години валканите работи на Зоран Заев и фамилијата, испостава во која одат за награда, ветена најверојатно од Зоран Заев, заради извршување на наредбите дадени
од него и заедно со него сите луѓе сместени како судии во Уставниот суд, почитувани, се активни чинители во уривањето на Република Македонија. Тој, прво како председател, потоа како на СДСМ, потоа како премиер, сега премиер во сенка, и овие луѓе кои што се и ќе бидат уставни судии, ја изигра главната улога во рушењето на Република Македонија. Овие луѓе, наместо да ја бранат правдата, тие се бранители на криминалот во државата. Истиот случај како што е денешниот предлог беше со Кацарска, која Заев ја смести во Уставниот суд, плюс ја награди со председател на Уставен суд, која без око да и трепне ги извршуваше и ги извршува задачите дадени од Зоран Заев, се смести во Уставниот суд, а еве деновиве почитувани приватната фирма Уставен суд на Зоран Заев, фамилиарната фирма и целосно ќе се комплетира со уште овие двајца извршители, Тања Васич и овој што денес е на дневен ред, актуелниот јавен обвинител Љубомир Јовевски. Љубомир Јовевски, човекот кој заради своја амбиција на 68 годишна возраст да стане уставен судија, човекот кој одлучи и така нискиот рейтинг во јавноста го има обвинителството, да го спушти на 0% и за жал да ги понижи своите колеги обвинители и да ја закопа нивната работа за кои што некој од нив го вложиле и целиот свој работен век. Јас овдека мора да се извинам на совесните обвинители кои што безпрекорно си ја извршували и извршуваат својата работа, но не е виновна опозицијата, не се виновни граѓаните на Република Македонија за впечатокот кој што го имаат за обвинителството и обвинителите. За жал, сите тие се во ист кош со Јовевски и таквите како него и ќе ги носат последиците. Денес предлог за уставен судија е најверниот извршител на Зоран Заев и фамилијата, оној кој решил да биде слуга на Заев, да ги штити неговите најблиски и покрај тоа што нивните криминали секој ден излегуваат на површина и со тоа да биде водач на оние кои го понижуваат најпрво сопствениот народ, а второ и фелата на која ја припаѓаат, односно фелата од која што доаѓа. Наместо да решил Јовевски својот работен век да го заврши гордо, како почитуван јавен обвинител, тој за жал го избра спротивното. Се согласил до крај да игра улогата која што му ја дал Зоран Заев и тука е малку и нејасно дали тој сам одлучил да прифати да биде уставен судија или пак и тука има некаква уцена, па и во Уставниот суд ќе мора да одработи за фамилијата. Јас навистина не знам како после огромната штета која што ја направи и ја прави Јовевски, ќе си легнува ноќе и ќе спие мирно до крајот на својот живот. Дали е негова желба да биде уставен судија или пак повторно тој и неговите колеги уставни суди ќе мораат да завршат некоја работа за фамилијата на власт, мислам дека за многу кратко време ќе може сите да видиме. И сега во моето излагање ќе цитирам мислења на експерти, заради тоа што не сакам да биде ова што го зборувам моje кажување или кажување на ВМРО ДПМН, јас би се задржала понатаму во моето излагање на она што правните експерти го говореа и го говорат. Што кажа или што вели професорот Гордан Калајџиев, професор по кривично право на Правниот факултет во Скопје, во врска со последните постапки за обвинителот Јовевски. Може да се очекува
конкретни последици за самите постапки. Тие нема да бидат ефикасни или ќе има забошутување. На подолг рок кажува дека системот е комплетно изопачен и во суштина не служи на правото, туку на некакви други интереси. Дали ние можеме да ја разоткриеме вистината и колку некој друг фактор надвор може да го реши ова, не сум сигурен. Поочигледно се остварува најцрното сценарио на овој инцидент што се случи, внатре обвинителски судир и судир на обвинителството со финансиската полиција. Прво, истрагите што беа реални према лицата од финансиска полиција, практично се сопрени. Имаме и една комична ситуација, пародија, заради некакви наводни пропусти во претресот, да се отвора кривична постапка, да се суспендираат обвинители, вели професорот Калеџиев. За професорот е неочекувана реакцијата на јавниот обвинител Јовевски, кој наместо да застане во одбрана на своите колеги, тој тргна против нив. Тоа да не е трагично би било смешно. Комплетно едно уништување на системот. Системот доцни зад криминалот, обвинителите доцнат и тоа многу. Ваквите нови проблеми се навистина непотребни и некој ден ќе треба да одговара за ова што се случува. Многу беше сомнително и како почна целата приказна со една лажна приказна дека има големи злоупотреби кај обвинителите, се разбира нив може да им се најдат мали пропусти, но верувајте, јас сум експерт за кривично право и ми беше сосема јасно дека тука нешто не е во ред, вели професор Калеџиев. Овде ќе цитирам и дел од кажувањата на господинот Давидовиќ во врска со последната реакција на Јовевски. Вилма суспендирана, Катица во затвор. Краток опис кој дава јасна и целосна слика на состојбите во нашата држава. Ја отсликува состојбата во правосудството, но и покажува каква е борбата со корупцијата и криминалот. Кој дава наредби и кој командува, кој треба да слуша и извршува, кој е заштитен и недопирлив и каде му е местото на правосудството, а каде на извршната власт, пишува во својата колумна адвокатот Звонко Давидовиќ за порталот Фокус. Вилма е суспендирана затоа што се држнала да изврши претрес и покрене постапка за утврдување на сомневањата кои ги имала за функционер, замислете, функционер кој што е именуван од извршната власт и повторно ќе речам, функционер кој што е десни раце неколку има Зоран Заев, една од лева или десна рака на Зоран Заев, и тоа можеше целата јавност да го види на снимките кои што излегоа за време на последните локални избори, какви задачи извршува и каква работа му завршува на Заев и СДСМ. Констатацијата дека претресот не бил законит ја даде јавниот обвинител на Република Македонија и стори уште една од многуте грешки, да не потребам погруб збор и покажа дека или не го познава законот, или пак одработува по нечив налог. За претресот се изјаснил судот, кој истиот го одобрил, издавајќи наредба, па констатацијата на јавниот обвинител е небитна, популистичка и произволна, и истиот не може да се стави над судот. Ама така треба да биде. Во случајот во Македонија не е. Претрес како едно од дејствијата кои што можат да се применат во текот на истражната постапка е често користено дејствие и истото не значи дека кај тој кој што се врши претресот е истиот автоматски и осомничен. Интересно е прашањето кој зошто се уплашил од претресот па реагирал до највисоките носители на извршната власт и отпочна права воња плаќајќи до медиумите како му е угледот нарушен. Кој црн углед кога сме потонати во корупција, разграбување и на се она што има вредност токму од носителите на високи државни и политички функции, а факт е дека народот воопшто не им верува на таквите функционери и на институциите. Симптоматично е што јавниот обвинител на државата реагираше сега и го суспендира раководителот на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, а молчеше и се правеше недоветен кога истата обвинителка им се закануваше на судиите.
Љубав, впрочем, е кажано од почитуваниот професор. Таквото постапување во нормалните држави, до кои постои барем малку правда и одговорност, веднаш се санкционира. А доколку изостане санкција, што е во нормални држави невозможно, следува домино ефект, во кој ќе биде санкциониран и заканувачот, и неговиот надреден, што пропуштил да го заштити правниот систем и не санкционирал, недозволено и незаконито однесување, особено ако се работи за закана упатена кон судија. Истиот тој обвинител не презема никакви мерки кога се случи член на Советот, треба и за тоа да се подсетиме, да гласа за избор на внука, и кога целата јавност реагираше, а тој најверојатно не го слушнал зборот непотизам. Немаше никаква реакција, ниту на изјавата со која беше јасно кажано дека луѓето намерно се држат во притвор, божем се заборавени. Нешто што слушавме сите и мислам дека нема човек кој што не се згрози од тоа што го слушаше. Тоа, почитувани, се вика злоупотреба на службена положба, ама се однесуваше на бивши функционери, па најверојатно затоа и не било интересно. Пораката која се испраќа со ваквото однесување и одлуки на првиот човек на обвинителството е повеќе од јасна и гласи: не чепкај функционери на извршната власт, затоа што ќе настрадаш, гони мигранти и оние кои крадат виршли. Борба против корупција и криминал. Мижи, аз сам да ти баам, вели адвокатот Давидовиќ во својата колумна. Сега ќе се вратам малку и наназад. И повторно ќе се задржам на кажувањата на експерти. Имено на 2 декември 2019 година професорот Калеџиев кажал: Јовевски си има отворени услови за пензија и најдобро е да си оди во пензија. Нема лидерски капацитети, ова е работа која што бара многу енергија и многу одлучност. Не одат за џабе луѓето во пензија кога ќе клапнат. Контраверзниот Љубомир Јовевски најверојатно уште пред да седне на актуелната функција прифатил, зборувам за актуелната денес што ја врши функција, најверојатно уште пред да седне на актуелната функција прифатил да игра улогата на извршител на наредбите дадени од страна на Заев и фамилијата. Имено, спротивно на закон, а наводно на некое писменце, напишано од страна на Катица Јанева, се сеќавате сите, писменце кое што јавноста до ден денес не го виде, писменце кое што најверојатно го знават само Јовевски и Заев, ги презеде предметите од тогашното СЕО во врска со ова, тогаш професор Калеџиев вели: нека пробаше Зврлевски да ги земе предметите на СЕО пред 1-2 години. Тоа беше невозможно. Кога дојде новиот обвинител, тој исто така се изјасни дека е многу проблематично и правно и практично да ги преземе тие случаи. Писмото не го видовме. Дајте го писмото да го видиме. Јас сум убеден дека писмото е проблем. Како сакате вие да имате доверба во систем во кој што корумпиран обвинител по согласност со власта ја решава судбината на огромен број случаи и на целата приказка со бомбите? Тоа не може да се издржи. Тоа кај јавноста не може да издржи. Луѓето се викаат како бе ова од притвор му ги дала предметите. Таа ли е, не ли е, смее ли, не смее. Кај луѓето однапред, таа е жикосана со самиот факт дека е осомничена во еден таков предмет, дека е сериозно инволвирана, вели Калеџиев за детектор. Што кажале и други експерти за Јовевски. Јовевски не е проблем дали си дал на увид писмо некому или не. Јовевски, Катица немала право од притвор да потпише било што поврзано со нејзината работа. Таа, според законот за кривична постапка, е оддалечена од работното место. Да објаснувам ли што значи оддалечена? Праша професорката Каракамишева. Но излишно е, почитувани колеги, да дебатираме за ова, затоа што всушност се е јасно. А истовремено е јасно дека Љубомир Јовевски функционира на ист начин како и Зоран Заев. Имено, како што и Заев знаеме дека дава изјави за едно исто нешто 3 различни во текот на еден ден, така и Јовевски во рок од 3 дена во врска со ова даде различни изјави. Имено, прво на инсистирање од власта,
кажат и префрлањето на предметите од СЈО во јавното обвинителство на Република Македонија е нерационално решение, за да експресно брзо се испишмани и реши да крши закон. Замислете, тој кој прв треба да го почитува законот и оној кој што казнува луѓе. Исто така, сите се сеќаваме на изјавата на Јовевски некаде во 2019 година, кога кажа дека обвинителството е, односно тие се во потрага на парите од Луј Витон торбата. Да, почитувани колеги, почитувана јавност, судењето заврши, а потрагата на Јовевски се уште трае. Така да и веќе никој не ја ни споменува. Најверојатно парите се изедени торбата 100. Јовевски се спрема да замине на друга функција, ќе си замине како награда на функција уставен судија, а потрагата ќе си трае, или како што вели колешката ќе си 100. Мала дигресија овде ќе направам и само ќе се подсетам на една или ќе ве подсетам на една од паролите на СДСМ уште од 2016 година, иста како она нема правда и нема мир, иста како она бесплатно здравство за сите, тоа беше паролата јавен обвинител на предлог на опозицијата. Се сеќавате сите, низ цела Македонија имавме билборди излепени, јавен обвинител на предлог на опозицијата, ама тоа важи само кога СДСМ е опозиција и немаат проблем да ветуваат, да лажат, ветуваат брда и долини, мислеа дека ќе може на секој граѓанин во држава да му стават розови очила, па само ќе слушаме, а нема да гледаме, односно само ќе ги слушаме, а нема да гледаме што прават. Кога зборуваме за Љубомир Јовевски, треба да се подсетиме и на аферата или скандалот кој го обелодени во јавност ВМРО ДПМН, а нормално остана нерешен, е преслушувањето на телефоните во јавното обвинителство. Имено на 30 ноември 2018 година Љубомир Јовевски изјавува: од 30 септември 2016 година досега се прислушувани сите фиксни броеви од телефонската централа на јавното обвинителство на Република Македонија и во 2 хард диска се снимени сите комуникации, соопшти на денешната средба со новинарите државниот обвинител, јавен обвинител Љубомир Јовевски. Тој рече дека се испитува дали некој имал пристап до податоците, дали се изнесени и дали некој однадвор можел да пристапи до нив. Отворена е предистражна постапка што ја води јавното обвинителство и денес веќе сме 12 септември 2022 година и Јовевски се уште испитува. А јасно е на сите кој во овие години, откако е отворена оваа предистражна постапка, е власт во Република Македонија и кој и чиј кадар раководи со Министерството за внатрешни работи од 2016 година, кога всушност и започнало тоа прислушување на обвинителите во држава. Јавното обвинителство на чело со Јовевски остана немо во однос на аферата со издавање на македонски пасоши на белосветски наркодилери. Срам и брука е за јавното обвинителство заташкувањето на случаите со пожарот од Тетовската болница во која што изгореа живи луѓе, па за да деновиве бидеме сведоци дека најдоја кој да биде виновен, како за се што најдуваат обавезно некој да биде виновен, ама не само овие кои што купува модуларни болници без тендери, овие кои што склучува договори за време на криза во 4 очи. Сите сме сведоци дека поголем број од тендерите, не поголем број, туку 80% од тендерите кои што извршната власт и претходно локалните власти на СДСМ ги склучувале за време на корона кризата биле договори во 4 очи. Никој од овие крупни криминалци за оваа голема штета, каде што
за жал има човечки жртви, нема да одговара, видовме дека најдоа кој да биде виновен, па еве ги обвинуваат еден доктор, директорот и заменикот директор на болницата. А нема никој, повторно ќе речам, да одговара за тоа каква модуларна болница им донесле и им ја монтирале во Тетово, не само во Тетово, истите беа монтирани во неколку градови во Македонија, без соодветни сертификати и не одговара оној кој што ги набави. Замислете, ќе одговараат луѓево на кои што им биле дадени, им беше дадена болницата, им беше монтиране, им рекле тука ќе ги сместувате пациентите и сега излегува виновни директорот, заменикот директор и замислете еден лекар. Ама Македонија, СДСМ и се е можно. За сообраќајката во Бугарија, кога повторно имаме човечки жртви. Исто така се заташкува случајот и ќе видиме сега кој ќе биде одговорен. Може ќе најдат некоја жртва, а може би нема да има. За жал, од она што се се случуваше во држава откако Љубомир Јовевски е државен јавен обвинител, може да кажеме дека Љубомир Јовевски е срам за државава. Јовевски е и срам за државата затоа што дозволи во Македонија да имаме политички затвореници, луѓе кои што се неправилно обвинети и осудени заради нивната љубов кон Македонија. Јовевски беше шеф на обвинителството кога Заев беше ослободуван од очигледни криминали, кога не се отвораа предмети како снопчињата пари во чантата на Ден Дончев. Случај кој што опозицијата, еве го споменуваме од време на време, Ден Дончев испари, го нема во државава, а целата јавност не само да слушни, току можеше и да види како се земаат пари во неговата торба. Сега ги нема во овој случај ни Ден Дончев, а ни торбата со пари, не знам таа дали била Луи Витон или некоја друга марка. Почитувани, кандидатурата на шефот на државното обвинителство Љубомир Јовевски е уште еден доказ за трас судството на Заев. Јовевски беше и е главен политички екзекутор кој работи по диктат на Заев. Кој Заев го прави уставен судија, еве ова е првиот чекор, првиот филтер со Браниската комисија, парламентарното мнозинство кој што не собира храброст да се јави за збор и да каже за својот кандидат макар еден убав збор, кој што најверојатно го нема никој во државава тој убав збор, па и ни тие што го кандидираат, ќе го гласа на собраниска седница. Ова за Љубомир Јовевски е награда за овие години селективно обвинителство, кое го штитеше и заташкуваше криминалот на власта, а по нарачка на Заев отвораше политички протести против неистомислениците. Доколку Јовевски стане уставен судија, тоа нема да биде поради неговата компетентност и авторитет, кој што, за жал, самиот целосно си го урна, ами ќе биде поради желбата на Заев од Уставниот суд да направи партиско дубло кое ќе му го штити криминалот и корупцијата која владее во секоја пора од неговото владење. Заради ваквото обвинителство, чиј шеф е Љубомир Јовевски, Македонија е на дното во борбата против корупцијата во Европа и светот, и поради ваквото обвинителство, чиј шеф е Јовевски, Македонија е најкриминализираната држава во Европа, во која власта и криминалците се во синергија и коалиција. Заев и Јовевски, со Заев и Јовевски немаме правна држава, ами хибриден режим кој Македонија е закова на дното по сите параметри во Европа. Почитувани, овде ќе привршам, ќе завршам, меѓутоа на крај сакам да потенцирам уште еднаш дека ова е крајниот удар, финалниот удар кој што власта, начело со Зоран Заев, го прави на
Уставниот суд на Република Македонија. И некако што во последните истражувања беше случај дека граѓаните имаат доверба во судството од 8%, наредното истражување ќе биде 0%. И слободно може да сметаме дека откако ќе поминати овие гласања, овие желби, овие извршители на Заев да станат уставни судии, може да сметаме дека во Република Македонија повеќе уставен суд не постои. Благодарам.